Почитуван председател, почитувани колеги пратеници, почитувана госпоѓа Дамева, би сакал да продискутирам јас исто околу советот, околу судскиот совет, без оглед како некој од нас го кажал името и како што претходно имавте забелешки дали е така или не е така, останува една суштина дека таму работата не е како што треба, односно во целото судство и во целото правосудство, и тоа го кажуваат оценките во сите и домашни и меѓународни и сите анализи кои што се прават. Но ви сакал да започнам околу флоскулата или флоскулите, ако добро се сеќам во вашето обраќање на почетокот, кога го образложувавте извештајот, каде што велите дека ние како одговорни лица, јавни, јавни личности и така натаму, при коментирање на довербата или недовербата сме создавале некое мислење дека или сме ја зголемувале недовербата или сме креирале мислење дека недовербата е толку мала. Недовербата во правосудниот систем во државата не е поради тоа што пратеници политичари зборуваат за тоа како судат судиите и судовите и како работат обвинителствата. Недовербата во судството и во правосудството е од тоа што одредени луѓе кои што направиле или не направиле некаков криминал или некое дело ситно, како што сака народот да кажува за 10 кебапи ќе те осудат кој знае колку години, за не знам друго дело во кое што се договориле меѓу нив судијата со обвинителот, се осудуваат луѓе на една година ја сторен тежок криминал или се фатени во подкуп. Значи, народот сака од нас како пратеници, како нивни представници, народни представници тука, да го пренесеме нивното мислење, нивниот глас, нивното размислување. Народот не верува во судството и довербата во судството е на 3% токму поради тоа што одредени луѓе настрада или страдаат поради тоа што меѓу себе се договараат. И за мали ситни дела се одговара многу повеќе, а оние кои што прават сериозни криминали некако се слушаат помеѓу нив судии со обвинители и се договараат. Тоа сака народот да го слушне. И тоа го боли и затоа недовербата е толку голема, а не поради тоа што јавните личности, пратениците креираат некое мислење или други политичари и така натаму за недовербата да биде на тоа ниво. Толку околу јавноста, флоскулите или воведот. Мене ми е денес и колегите сите го кажуваат она што е пренесено преку граѓаните од нас тука, но исто така може да забележиме дека во салата нема луѓе од опозицијата, ги нема луѓето кои што некогаш можеби биле ваши пријатели и така натаму, и тоа е исто така симптоматично и чудно, зошто не се тие тука, дали можеби биле дел од луѓето или се препознаваат во тоа како судскиот совет, вашата претходничка си заминала, па кажуваше дека под одредени притисоци, па не се кажа, тоа секогаш останува завиено, на што го каже и претходниот колегата и Ковачки и така натаму. Значи нив ги нема тука. Дали биле дел некогаш можеби тие од некои притисоци што ги правеле, па затоа ги нема, исто така останува една дилема, како што се е некако дилема и не се кажува вистинската реалност, зошто имаме вакво правосуден систем и зошто се вакви ситуациите по судовите секаде. Не и се малку околу самиот извештај и она што сум успел да го проанализирам. Исто така на почеток само би сакал да кажам дека ние како пратеници добиваме поддршка од граѓаните, а овој пратенички состав на ВМРО ДПМН и коалицијата доби сериозна поддршка од граѓаните во која што програма беа наведени работи дека се обврзуваме за длабоки реформи во правосудството. Се обврзуваме за независно судство, комплетно слободено од стегите и влијанијата на извршната власт, преку системски решенија и трансформирање на правосудните органи во вистински независни, транспарентни, одговорни и ефикасни субјекти кои што мора да бидат темел на едно нормално демократско општество
и да се обезбеди сигурност на секој граѓанин во Република Македонија. Како тоа да се направи, ако не со корените реформи во Судскиот совет, една од најважните институции во македонското правосудство, со што како сме забележувале како опозиција во однос на функционирањето и претходно, и токму во извештај го потврдува и тоа пред нас. Станува веќе дегутантно и крајно разочарувачка бројката од 3% доверба, но за жал таа е вистината и тоа се факти и од тоа нема бегање. Обврзани сме пред граѓаните да преземеме системски решенија за трансформирање на правосудните органи во вистински независни, транспарентни и ефикасни субјекти, кои што ќе се водат по европски вредности и по тие принципи. Тоа ќе значи подигнување на урнисаните и уништени институции и жестока борба против криминалот и корупцијата. Од овој извештај се потврдува дека во континуитет на ефикасноста на судскиот систем расте со околу 3000 нерешени и незавршени предмети постари од 3 години. Самиот судски совет во извештајот најголем дел од судовите ги оценува како неажурни. Ако тоа се додаде, на тоа се додаде фактот дека бројот на судии постојано се намалува, се соочуваме само со продлабочување на кризата, изголемување на неефикасност. А загрижува и фактот што повеќе од 90% од представки и поплаки поднесени од физички лица, а и правни лица, се одлучило дека се неосновани. Замислете колку ефикасна правда и правосудство имаме. Другиот момент кој што е многу важен е тоа што сакаме да завладеат правдата во државата е отсуството на податоци од спроведениот процес за оценување на судиите. Како тоа се одвива, со што резултира, колку е целиот тој процес објективен, колку од сето тоа ќе имат фајде граѓаните, останува и натаму едно сериозно подрачје на кое што ќе треба се преземат корените реформи. Кога станува збор за функционирање на Судскиот совет, неговата транспарентност, исто така загрижува фактот што седниците за одговорност на судии не се отворени за јавност. А за тоа ги плаќаат граѓаните нормално од државниот буџет. Загрижува фактот или статистиките кои што ќе нема да одземам повеќе време и ќе ги прескокнам затоа што зборува и претходно другите колеги, колку се барања прифатени, како се казнувани судиите, кои мерки дисциплински се преземени. Околу Европската унија, за која што спомнувате, коментарите на претходниот амбасадор на Европската унија, дека ги следа случувањата на Судскиот совет со голема загриженост и дека нема професионализам и тоа не се прави таму. И така натаму, да не должам затоа што на еден начин имавме и други говори во кои што ќе се повторуваме, но на крајот, покрај сите внатрешни нарушени односи во самиот Судски совет, помеѓу самите судии и сето што претходно се коментираше, односите, би завршил дека реформи во судството се задолжителни и мора сериозно да се работи на тоа за изградба на правосуден систем одговорен и отчетен исклучиво пред граѓаните. Затоа е потребно да завладее конечно правото и правдата и Македонија мора да има правда и за неправедно осудени од претходно и политички мотивирани случаи пожева на власта и така натаму. Но сите кои се грешиле пред уставот и законите, особено оние кои незаконски се богателе на грбот на граѓаните, треба да одговараат. И да се прифатат препораките од одредени институции, независни, ево како Transparency International, препораките до Судскиот совет, повиците на граѓаните и така натаму, да се донесат нови процедури за примање пријави од граѓани поврзани со судирни интереси, да несоодветно неетичко однесување на судиите, да се воспостави канал за заштита и известување на укажувачите, да се овозможи на судиите со интегритет или други заинтересирани страни да известуваат за случаи на влијание врз судиите и нивни одлуки, доколку да се надеваме дека и такви, а веруваме дека такви суди во судството има. Ви благодарам. Благодарам. И јас следен приеме за збор